Добар ден, почитувани гледачи. Започнуваме со ново издание во рамките на Слободен печат на Слободна ТВ, а темата е политиката денес или како Македонија пред изборите се подготвува. Насловот на овој разговор со професор Ѓорѓи Тоновски го насловив нови политички идеи или повторување политички фрази. Добар ден, професоре. Добар ден. За почеток на овој разговор сакам да ви поставам директно прашање. Ја следите ли политичката кампања сега, а предпоставувам во наредните месеци ќе биде уште поинтензивна? Па посредно да ви кажам дека Перикле вели дека тие што не се занимаваат со политика, што не се интересираат за тоа што им се случува во заедницата, се идиоти. Така. Значи не сум во тие Периклиеви идиоти, туку сум сепак човек кој што и според вокација, нели, морам да следам што сето тоа се случува, иако од се ова што се случува често пати дури за боли главата, сте збунети, конфузни, не знаете што е тоа што се тркала позади брегот, но во секој случај на крајот мора некоја логика некаде да се. Граѓаните во овој регион едноставно поради веројатно лошите политики или лошата политика побегна од тоа прашање. Дали тоа конвенира на лошите политичари граѓаните да не се интересираат за политиката? Во секој случај има голем придонес и тоа, а другото исто така е веќе замор не само од политиката, туку замор и од она што очекуваат дека нормално времето како фактор ќе донесе нешто ново, нешто што ќе им го олесни животот, нешто што ќе им даде надеж дека ќе се случуваат некои по-цивилизирани нешта на македонскиот простор. Да се надеваме дека се во право тие таквите оптимисти, дека не се во право оние кои што пак од друга страна настапуваат со крајно песимистички став, дури и со дефетизам, дека од Македонија нема ништо да биде, дека ние не сме народ што може да гради држава, дека некој нам ќе ни одземе државата и такви флоскули кои што јас не ги прифаќам на драга волја. Не само вие, предпоставам дека и многу голем број на граѓани и гласачи не ги прифаќаат, иако во јавноста добиваат на значење. Следното прашање се однесува на една историска ретроспектива. Вие сте практично во науката 4 децении, го следите политичкиот процес во Македонија и секако можете да се навратите на периодот од почетокот кога Македонија стануваше независна држава, значи од првите парламентарни избори па да речеме до последните кога беше мотото нема правда, нема мир. Ги паметите чисти раце, ги паметите промените, потоа милиардата и така натаму. Кога би направиле една социолингвистичка анализа на понудата на политичкиот пазар, сите овие идеи на крајот на криштата не го донесоа очекуваното задоволство кај граѓаните и гласачите. Знаете што, можете да замислите како би изгледало, да речеме, да се објави еден текст во кој би гласел големите лаги на малите политики. И тоа почнувате од таму. Солун е наш. Да, таа е првата голема лага. Потоа и натаму се редат. Да, има многу, Многу, да не ги набројуваме сите. Јас најмногу се чудо да видам на милиардата. Милиардата беше... Тоа е колосална измама. Да, бидејќи беше многу јавна, меѓутоа ова беше сепак дека е првично можеби или октоподот сега ќе го фатиме и така натаму, знаете, има многу такви приказни. Милиардата беше нешто што беше реално дека тука постои некоја таква држава која нуди може и да така натаму. Може да се одигра на таа карта, меѓутоа дека октоподот преку ноќ ќе го фатите или дека Солун ќе го земите со песни игри,
Тоа беше тешко да се прифати. Меѓу нас речено, па и не е лошо и со култура да отидеме. Ние со култура 20 години не отидовме. Да, ние, дај Боже, тоа така да се третира. Утре ќе бидеме членки на Европска унија. Иако вие не сте далеко со тоа од вистината, дека таму почнуваат да се случуваат некои други процеси. Промени, гледате, имаше преноси некакви од прослави кои што ги прават веќе македонците во северниот дел на Грција, односно во Јужна Македонија, на кои што се пее. Порано беше практиката дека може само да се свири определена песна, значи инструментално, а не смеат да се пеат зборовите. Сега веќе тоа не е случај, она што го прикажуваат, го гледаме дека тоа и се пее, и се игра, и тоа со голем ентузијазм. Го отворивте прашањето за односите меѓу Македонија и Грција и веројатно во целиот овој политички период или период на независна Македонија, темата на добрососедски односи беше и се уште е главна. Дали сега ќе стане бугарско-македонското прашање или односите меѓу двете држави тема за предизбори? Имам еден мој став околу тоа прашање. Мислам дека е тоа толку пренабиено, пренапумпано прашање кое што веќе почнува да станува и на граѓаните досадно и дегутантно. Прво, бидејќи луѓето ги доведуваме во заблуда. Значи, релацијата не е Македонија-Бугарија, туку е релацијата Македонија и Европска унија. Значи, бегаме од една вистина дека Европската унија не е она што е во перцепцијата на македонецот, тај неколку држави таму се собрале, па не знам, едни се сакаат, други не се сакаат. Туку напротив, тоа е една заедница која што се договорила дека има заеднички вредности и дека врз основа на тие заеднички вредности ќе гради една силна заедница која што е во интерес на сите нив. Ова повеќе го третирам како некој политикански или политичарски или не знам како да го наречам, некој шмек, дека да има што да се бранува. Тоа ќе остане актуелно до изборите. Потоа, веројатно, како што се случуваше со Преспанскиот договор, оној премиерот повеќе не го ни спомна од кога стана премиера, тврдеше дека ќе го се раскине веднаш кога ќе дојде на власт. Потоа испадна дека е тоа меѓународен договор, дека не смее да не може да се раскинува. Генерално опозицијата така постапуваше. И мислам дека и тука ќе се случува истото, со тоа што до последниот ден ќе останат овие две работи, од која едната е веќе традиционална, тоа се меѓуетничките односи. Како се приближуваат изборите, така тие се изоструваат. Потоа, сега единствено ново што имаме на тој план кај меѓуетничките односи, тоа е дека внатре пред изборите се случуваат некои необични процеси внатре во тој албански блок. Како ќе се извлечат од таа ситуација не знаеме, меѓутоа веројатно дека сепак најпосле ќе мора да преовлада разумот, дека ќе мора да се не да се искараат едни со други, туку да се вратат на логиката дека ајде, ако веќе сме повеќе субјекти, политички субјекти, да излеземе мирно пред граѓаните, нека не гласат, па да видиме кој како што ќе понуди. Сега ќе искористам две кованици. Едната е врзана со Бугарија, другата е врзана со Албанија. Првата кованица е бугарски диктат, втората е тиранска платформа. Ефектите од ваквите кованици врз политиката во Македонија, гледано од аспект на тие што ги промовира, меѓутоа и од аспект на оние кои ги слушаат. Да.
Лично мислам дека нема таков печат, односно такво влијание, нити едното, нити другото, како што тоа го очекуваа креаторите на тие две кованици. Ефектите се минорни и таа тиранска платформа веќе никој не ја ни спомнува. Интересно е што е градот Тирана ставен, главниот град на Албанија, од причина што барем Македонија во овој период, откако се иземи членки на НАТО и воопшто политичката елита или политичкото водство покажуваат добри односи. Да. Посебно е кога знаеме контекст Опен Балкан, односно отворен Балкан. Да, но исто така е интересно пак дека таа тиранска платформа која што требаше да обезбеди или да инициира или да конструира единство на национално етничко ниво, сега не само што не се спомнува, туку таа веќе е на маргините, бидејќи сега одеднаш имаме и таму некакво разидување помеѓу Курти и Рама, односите не им се такви какви што сака. Значи, времето на политиката полека си ги разместува коцките. Меѓутоа, она што останува отворено, како сложен проблем во македонската политика, не е само односот кон таа тиранска платформа или кон бугарскава платформа, во наводници бугарската, видејте, таа платформа која што, ако макар била напишана и во Зович, макар била напишана и во не знае, во Кушкундалево, таа под неја стои подписот на Европската Унија. Значи, печатот на Европската Унија. Значи, таа е, без разлика каде е напишана, е донесена од Европската Унија. Значи, без разлика на сето тоа, ние сепак мораме малку да го поставуваме прашањето на внатрешната наша политика. На она што се случува внатре во македонскиот блок или и во македонската држава и меѓу македонското граѓанство, меѓутоа исто така и меѓу македонците, бидејќи од некои состојби кои што ни се случуваат, ние апсолутно не можеме да бидеме задоволни. Тука имам едно прашање. 30 години политичката елита, политичките партии на избори излегуваат дека Македонија треба да биде членка на евроатлантските интеграции, веќе сме членки на НАТО, останува уште ЕУ. Дали мислите дека и сега, што се вели на влезот пред Европска унија, па дали се 5 или 10 години, политичките партии треба повторно да се декларираат дека сме ние за патот за членство во Европска унија, или навистина е толку процесот запрен, па мора да се декларира дека одиме? Па според нашиот однос, мислам дека процесот е запрен малку. Прво, а второ, мислам дека тоа воопшто повеќе не треба ни да се поставува како прашање дали е тоа избор, не е избор, е алтернатива, не е алтернатива и така натаму. Значи, тоа е тоа. Европската унија е најпосле она место каде што ние треба најпосле да се најдеме и да си го гледаме, да се гледаме својата иднина. Но тука постојат некакви закачки. Знаете што? Прво, за да успееме во она што значи идно, а идното е членка на Европската унија, значи замислете да сте на едно ниво на Данска или да сте на некој ниво на Луксембург или на некој ниво на Шпанија или на како. Значи, тоа треба да имате внатре едно единство кое што ние го немаме. Треба време и треба субјекти. Кое што ние го немаме и морам да ви кажам дека мораме како народ, како нација, ако сакаме да бидеме модерна, цивилизирана нација, да се обидеме да внесеме една поголема доза на емпатија
помеѓу себе. За крај на овој разговор сакам да ви поставам едно прашање кое всушност ве враќам повторно на почетокот на разговорот, а тоа е: што очекуваме ние како граѓани, како гласачи на овие избори? Што е тоа што политичките партии ќе го понудат и ние ќе се определиме врз основа на тоа? Приказните за борба против корупција и излишно да се спомнуваат. Членството во Европска унија го искоментиравме. Која е таа политичка идеја која всушност ќе не мотивира како група, како нација, како политички субјекти да учествуваме на изборите? Па јас не знам кои од тука постојат различни групации на луѓе. Знаете, да не ве замарам со таа класификација како што ги определат земјоделци, работници, така. Да, или пак традиционални гласачи, детрадачи и така натаму. Се согласувам. Знаете како. Меѓутоа, постојано имате еден единствен предизвик. Еден единствен предизвик. Како да се излезе од калта? Како да се биде, да се стекне, да се изгради гордост, дека и достоинство со кое што ти ќе излезеш пред европската јавност и ќе кажеш јас сум тоа и тоа. И нема да ти е страм да кажеш, бидејќи веднаш може да те прашат. И на прашат... Европа можам да ја понудам во културата тоа, во трудот тоа, во размената на односите тоа. Ние и имаме сега еве вие плюс да додадеме на пример ова сега ситуација што имаме со фотоволтаиците, видите, Македонија одеднаш станува некоја велесила на Балканот околу таа електрична енергија. Тоа е одлично. Читам за Романија, гледам дека по BBC или не знам, таму кај читав некаде, дека романците веќе излегуваат од економските кризи благодарени на тие фотоволтаици. А ние имаме 300 и колку 280 и нешто денови сончеви. Тоа, значи, да, сонцето овде греја, не пече. Да. Значи мора ние да го искористиме, да прво да се видиме себе си, она што го реков. Да се видиме себе си, една доза на емпатија и потоа заедно да дојдеме до заклучок дека судбината ни е таа заедничка и дека ако сакаме да бидеме некој нешто, ние мораме и да си ги вратиме децата или не мора да се вратат децата, ова да биде модерна држава, ние мораме, значи, да се здружиме, да се споиме. Прво. Второ, мораме пред децата сега да искористиме политиката и како можност за нивно социализирање. Ние со овој наратив кој го користиме сега, со овие односи помеѓу на политичката сцена, помеѓу поединци и така натаму, ние создаваме некаква страшна слика за политиката. Натаму, мораме да го смениме тој наратив, бидејќи во македонскиот јазик, односно во овој наратив сега што го користиме, имате страшни зборови, имате страшни поими, имате поим кои најчесто се користат. Сатанизација, скандали, омраза, завист, хаос. Наспротив, никаде нема да чуете браво, љубов, медијација, we need to talk, жалње, извини, разбирање. Вебер направи цела теорија. Тоа мораме од корен да го менуваме. Професоре Тоновски, задоволство беше како колеги и социолози да разговараме на Слободна ТВ на тема која мислам дека допрва ќе биде уште повеќе актуелна во македонскиот простор, дотолку повеќе што доаѓаат изборите. И тогаш, откако ќе поминат изборите, повторно ќе го анализираме речникот и понудата на политичките партии. А кои избори мислите? Првите, вторите, третите, четвртите или петите? Овие во мај. Овие во мај, ама тие не знам колку партии. Зашто може да не се случи некој бугарски синдром.
Имавме бугарски воз, па може да имаме и бугарски синдром. Боже Не мој. би ви противречел на идејата. Мојата загриженост, ако што можеме да го третираме тоа дека повторувањето на изборите ќе доведе државата во одредена нефункционалност, оди во насока дека политичките партии ќе бидат можеби со таков сооднос да ние немаме политичка партија која ќе биде функционална и ќе има влада. Не би сакал тоа да се случи, сепак добро ние, како укажување дека ние мораме пред Европа да се прикажуваме постојано како цивилизирани, културни луѓе. па макар ги повторили изборите и 3 пати. И 3 пати. Благодарам професор Тоновски. Благодарам. Почитувани гледачи, беше ова разговорот со професор Ѓорѓи Тоновски на тема политичките партии и предстојните избори во Македонија. Ви благодариме за вниманието.